по сите населени места се забележани штети настанати од бутнати дрвја, гранки, паднати електрични столбови, искинати жици на електричната мрежа. Така да до доцна синоќа во доцните вечерни часови на терен беа екипите и на ЕВН и на јавното комунално предпријатие. Ние преку кризниот штаб ги прибравме информациите од населението каде е најприоритетно да се действува и во текот на ноќта работевме на отстранување на дефеците и на штетите кои што се нанесени на патната пред се инфраструктура, за да може непречено да движат возилата и на ЕВН и на противпожарните служби и на јавното комунално предпријатие. Од рано утринава, заедно со кризниот штаб, сме излезени повторно на терен по дневни услови да можеме да најпрецизно ги лоцираме, отстраниме дефектите. ЕВН очекуваме во секое време да ги санира штетите и да добијат струја населените места кои што се исклучени од системот. Така, граѓаните верувам дека веќе може да ги пријавуваат штетите. Така е, формираме комисија и во најскоро време ќе истакнеме јавна информација за тоа на кој начин ќе се врши пријавување на штетите кои што им се настанати од невремето. Апелирам преку вашиот медиум да бидат трпеливи граѓаните, да во овие моменти нема потреба од поголема паника, освен тоа дека да имат информација дека се работи на отстранување на штетите и дефеците и дека во секое време ќе добијат електрична енергија, која што е неопходна за нормално функционирање во општината.